Ајде, добре, дојде во мојот каркаст, конечно, брат, се договараме веќе долго време. Да не те представувам ја на луѓето, сам ти да си се представиш, брат. Мислам, име, презиме и како дошло до Starboy, брат. Иначе многу добро, сигурен сум дека те знаат луѓето, ама чисто да дојде од тебе све, брат, природно да биде. Да, фала ти, брат, фала ти на поканата пред се. И чест ми е што сум денеска тука со тебе, да се издружиме пред се убаво, да се видиме, како што треба да си направиме мувет. Кој ме знае како Starboy, некој ме знае како Ванчо, зависи дали е на професионален план или на приватен. Или приватно, да. Да, фала ти уште еднаш, брат, мило ми е што сум денеска тука и што најде време, што издвои време за да доеш да го снимаме. И твоето време е многу драгоцено и ти издвои исто време, брат. Само така ти си многу на брзање, цело време доаѓаш, многу кратко време седиш, се по работа и затоа е добро што вака се најдовме. Како си, шо преш, добар ли си? Што се случува со тебе? Супер сум, одличен сум да ти кажам. Јас сум нонстоп у движење, нонстоп у работа. Сега сум во Македонија, снимавме некој спот. На неколку дена сум тука, нонстоп кој идам сум по работа. Да, и немаш време да се видиш со Да, па онака све е брзински, знаеш, све е брзински, пошто си одзимам многу време работата, брат, кога снимаме и спотови, и музика, и било шо. Знаеш и ти сам колку е напорно и колку захтева труд и особено сам кога работиш. Да, буквално. Особено кога сам ги средуваш работите и све тоа. Сам кога средуваш све тоа ше најтешко е. А зашо брат Starboy? Зашо звездено момче се осеќаш ти? Starboy? Мислам како звезда. Па, не дека се осеќам како звезда, дека луѓето сакам да ме доживуваат луѓето како звезда, пошто сум многу нормален човек и онака приземен. Дефинитивно ја можам да го потврдам тоа. Со секој можам да бидам и другар и да седнам и да се напијам и кафе и да споделам и совети, искуство и се. Али Starboy ми е онака, знаеш, роден сум 23.11 и сметам дека универзумот има пратено многу јака порака, пошто 23-ката ти е исто 2 единици, така 4 кеца и некако ми е, знаеш, оноа, ја знам мисијава зашо сум тука на светот, знаеш, уживам у тоа што го правам и уживам у процесот, сакам тоа кој што сум, што постанувам, обожавам едноставно што се бавам со оваа професија со музика и сматрам дека се што правам е онака од срце. Добро и од срце, да, и со љубов го правам. А ја правиш музиката за сечие уво, брат, или за битно е тебе да ти се допадне, па после на другите? Па пред се битно е мене да ми се допадне, нормално, битно е да сакам, знаеш, моментот што сакаш да правиш. Музиката што ја правам сакам да биде иновативна, да биде инспиративна, да биде нешто ново, што не е до сега слушнато, што не е видено. Се трудиме секој проект да биде што подобар од претходниот. Како што треба. Да, се трудиме да уложиме што поише, да биде тоа на ниво како што доликува. А од кај ова со музика, брат? Од кога се занимаваш? Па прв пат со музика имам почнато на 12 години може, прва песна имам. Ти си од Велес, така? Да, од Велес и од Берово. По татко сум од Берово, по мајка од Велес. Да, затоа. Али прва песна имам снимена у Велес со екипата од Авторизација, поздрав за нив. Цел живот сум бил онака фан на рап културата, графити, значи сум цртал исто графити порано. Да, си бил тоа. Сум слушал рап уште од многу рана возраст, може од некои 7-8 години, значи сум слушал и македонски рап. Кој ти бил идол, брат? Па можам сав да ги издвоам, они ми се најголеми идоли и најголема трага ми оставиле у детството како македонски група Класик. Од странските Тупак ми е, значи. А Еминем? И Еминем го почитувам исто, одличен рапер и али поише сум онака Тупак фан. Пошто сакам се што направил, например, од
како актер, и како продуцент, и како рапер, некако неговото гледиште кон светот ми е, знаеш, револуционерно. Ја имам така исто некој дух онака револуционерен и ми било секогаш инспиративно неговата музика, например, никогаш не ми издосадила и ден денеска некогаш ја слушам Да, и па сите ја слушаме и ден. Да. Дефинитивно. Али слушам се од музика, но не сум ограничен, буквално и слушам и old school рап, и новите ги пратам, и сега слушам и француска сцена, и германска, пошто се бавам со музика, сакам да знам што е тренд. Да, нормално, кој тоа го правец оди работиш. музиката, да. А Сега, зашо баш, мислам, како дојде до тоа да живееш у Париз, брат? па многу случајно испадна. И зашо баш Франција, зашо баш Париз? Од сите земји на светот. Па таму отидов и ми се засвига некако, се влюбив у тој град, се заљубив, брат, у Париз, у културата пред се, у јадењето, добра храна имаат и у духот што го има градот Париз, значи многу, не знам, многу е културата на некој На високо ниво. висок левел, високо ниво. Мислиш дека културата кај нас е на исто ниво? Не, у никој случај, брат, у никој случај не е, али сепак можеме да се потрудиме, да гледаме, да земеме примери, да биде на тоа ниво еден ден. Ба, дај Боже, бе. Треба промени кај нас да се десат за да го достигнеме тоа ниво, знаеш. Треба свеста да им проработи на луѓето, брат. Тоа Да, мислам дека дефинитивно. тоа е почетокот на револуцијата. Дефинитивно. Па секој треба да си тргне од сам себе, знаеш. Да, Кога ќе почнеме да ги кажуваме секој ден почесто зборовите извини, те сакам, те молам, да, такви некои тоа бейзик ствари во културата, значи основна култура. да му направиш на некој да се чувствува комфортно, ако му побараш нешто или ако го замолиш, а не да му е незгодно да прави муабет со тебе. Мислиш дека кај нас се навикнати, сега ми кажуваше некој пример што си бил у Охрид и као ти кажала келнерката или рецепционерката, као не сме навикнати да слушаме вака. Да, па добро, може од локалците не се, ама се пријатно изненадени во секој случај, знаеш. Да, па тоа е, мислам, што зборевме основна култура, што ја немаме, мислам. Да, јас сум навикнат, знаеш како, ја 10 години живеам таму и например, францускиот јазик, у нивниот сленг е нормално да кажуваш те молам, извини, фала, пријатно, убав ден, значи со секој еден збор што дали на почетокот на конверзација или на крај мораш да се захвалиш и баш кај им правиш убаво да се чувствуваат на другите. Да, нормално. И за себе си правиш да се чувствуваш убаво, пошто ако си добро понашање имаш, значи си добар човек. Да. А кажи ми, лесно ли се вклопи, брат, у Франција, у Париз? Па, може да се каже, да. Имаше ли некои тешки периоди што си викаш, сакам да се вратам, доста ми е више од тоа? Да, сум имал такви периоди, сум имал нормално како и секој. И сега сакам, например, јас се замислувам онаа да бидам таму сум работам све, али имам сепак желба да се вратам дома еден ден и да бидам тука, пошто македонец сум, роден, македонецки уморам, си ја сакам Македонија и никад не сум бил у фазон као не ми е гајле за Македонија, пошто не живеам сега таму. Него сакам да ја видам Македонија да биде убава земја, културна, значи на повисоко ниво од тоа што сме сега. Тоа што заслужуваме, ние заслужуваме да има и култура, да има и висока свест и да има онака да е уредена земја, значи. Зашто не? Што сме ние помалку од сите други европски земји, например, да речеме. Толку сме богати со историја и со све што се вика, ние сме ги измислиле, целата култура потекнува од кај нас и сега ние да сме некултурни или да сме, знаеш, да касниме со позади сите. Не, мислиш ли дека некад ќе се промени тоа од кај нас? Мислам за брзо време. Јас сум оптимист, брат, оптимист сум, онака сум и увек сум бил и сматам дека на долги стази секогаш доброто победува, не може. Знаеш, лошото провладува на кратко, на ден, 2, 3, 5, али сепак на долга стаза, на крај пак се гледа кој, знаеш, кој што прави, твоите дела се гледа, знаеш. Да. Има ли прљави игри у твојот бизнис, у твојата сфера? Прљави игри од
па да те заебат, да не знам, да не те поштуваат, некој да викат овој ваков таков. Па види, тоа Некој од секогаш го имало и меѓу сите го има. Знаеш, луѓето, има некои луѓе што се сматраат као конкуренција или као, не знам, као претња за нив или не знам како. Не сакаат да успееш. Па има и луѓе што не сакаат да успееш, знаеш. Обично тие што не успеале не сакаат да успееш. Неправда дали има, неправда. Да, има многу неправда, од секогаш имало и има неправда, али се бориме да ја исправиме таа неправда, знаеш. Ја мислам дека, знаеш, капка по капка вир. Од добри луѓе така ретки се, ама гледам дека у задње време се свестуваат луѓе дека идеме малце на подобро. Мислам, не сите нормално, ама Дај Боже, на секој индивидуално да си направи промена и да се согледа себе си као ја што викам every day 1% better, значи 1% секој ден да си подобар. Да направиш нешто подобро од вчера што си правил за себе пред се па и за другите, пошто ако се сакаш себе си, ќе ги сакаш и сите околу тебе. Тоа мислам дека е клучното. Да, дефинитивно. Кажи ми, Франција, имаш ли пријатели таму, другари, снимаш ли таму музика, брат? Снимаш ли на француски или све е базирано на македонски, сакаш македонскиот да ти остане така? Знаеш дека Или сакаш да се пробиеш таму па да... Многу луѓе ми го поставуваат тоа прашање, зашто не почнеш на француски као на македонски, гледаш дека нема толкава сцена, нема пари, тука едно друго. Мене ми искрено мерак пред се да се докажам дома, пошто сепак македонскиот ми е мајчин јазик и го сакам и не можам да бидам подобар на француски отколку што сум на македонски, така. Али имам право и на француски, имам соработки што не ми се извадени уште, можеби некогаш ќе ги извадам. И постои таа опција секако, али сега за сега сум фокусиран на македонски, на домашен пазар, брат, сматрам дека фали музика кај нас, фали квалитет, фали да има, знаеш, нема многу луѓе што се бават и што креираат и што прават, што се креативни и што ствараат нешто да биде интересно. Мислиш ли дека твојата музика може да се пробие тука на нашиот пазар, на македонскиот, или дали се пробила веќе, пошто ти имаш доста песни? Па мислам дека да, сега дали се пробила, тоа е прашање, знаеш. Или што треба за да се пробие? Пробила, за некој не, можеби уште не е тоа у некој стадиум кај што ја би рекол дека сум задоволен, па што увек може боле. Дали мислиш дека прегледите се многу битни, или многу е битно тоа што ти го пееш? Например, ја немам многу прегледи, ама мислам дека муабетов што го правиме и што сум го правил со сите што били у Каркастов, вреди за слушање. Да, дефинитивно. Не се само за прегледи и за такви за ентертејмент. Да, те разбирам што сакаш да кажеш. Јас сум исто у тој фазон и не ми е, знаеш, толку битно. Нормално битно ти е да имаш прегледи да се слуша, али не е тоа, знаеш, фокусот као сега само прегледи или само дај да се глупирам што да направам да бидам да бидам поинтересен да ја не сум у тој фазон, брат, да изигравам мајмун као многу што изиграва, знаеш. Да. Али сепак не ги осудам, секој си има право на избор, знаеш. Живееме у слободен свет, ако може така да се каже, барем до некаде. Слободен изразување, секој може да биде тоа што сака, ако е задоволен со тоа што го прави, окей. Да. Сепак секој си ги сноси своите дела и последици со неговите реакции. Така и ја размислувам со тоа што го прави. Кој од, например, од нашите естрадни уметници има, според тебе, мислиш дека се на добар правец? Искрено не знам кој да ги издвојам. И со кој би сакал, рецимо, да снимаш некој дует или со кој би снимал? Па не сум ограничен, би снимал онака кој има добра енергија и добар вајб, кога добро се склопиме, би можел буквално со секој да направам. Имам сега некои соработки што работам, еве ќе го поздравам Виза од Велес, исто едно раперче, многу добро, значи другарче ми е. Со него сега правиме некоја музика, со секој еден што ќе даде респект и што ќе биде онака
кул и добро Да, настроен. нормален. Да, нормален. Мислам дека со секој еден би се споил. Кога станува збор за музика не се ограничувам, значи можам да снимам буквално на се од old school до Turbo новиот. Не, Turbo Folk тоа не е мој фазон, брат. Да. Да, као Десингерица нешто, тој фазон. А да го поштуваш Десингерица и неговата музика што ја прави, брат, или ти е too much? Па сега го поштуваш. Онака не би да кажам нешто хейт коментар или знаеш не ми е тоа што го прави, знаеш, не би. Да, не ти е тоа како што треба, ама гледа. Не го слушам и не сум у тој фазон. Да. Али пошто работа ми као диџеј у Париз, имам журки што пуштам музика. Некогаш го пуштам, брат, пошто идат луѓе ми бара, знаеш. Па да, некам да бидам ограничен, знаеш, ако на луѓето им се свига, мене ми е окей, али сега да земам да го слушам дома, јас сам на слушалки, тоа не, брат. Ќе збеснеш, ќе го скршиш станот. Да, не, јас сум онака, јас слушам секаква музика, али не знам, сакам да слушам и опера и онака буквално се и Майкл Джексон и рап. Да, имаш слух за... Да, сакам квалитетна музика и знаеш, не викам дека неговата музика не е квалитетна, дечкото чим прави прегледи, чим е популарен. А нашол канал како да го монетизира тоа. Океј, да, али мене ми е малце тоа too much, знаеш. Али океј, ако мислим дека му се среќа, брат, да, дека дека си ужива оно тој процес нека си тера. А и си имал ли некад, например, да прашаш за соработка, дали сака некој од наши артисти и да те одбијат? Си имал ли некои такви моменти? Пошто ја, например, сум имал, сега да сум имал нормално, брат. Абе има секакви луѓе, знаеш, има некој ќе им пишеш не ти враќаат, има некој ќе глумат лудило. Да, има некој. Мене ми е тоа окей, брат, знаеш, ја немам со тоа ништо, знаеш. Не, ама пак сме ние мала земја, мал пазар. Сите се знаеме меѓу себе, зашо да глумиме? Па види, сматам дека има некој преголемо его. Его, да, егото е тоа што сите се у фазон као па за тоа немаме ни некоја квалитетна сцена и музика, брат, искрено. Знаеш, окей да има различности, да има, не знам, и биф, да има и секакви ситуации. Не можеме секој со секој да се поднесуваме, знаеш, мора некој светов е убоја, различни карактери, различни особини, не можеме да се поклопиме. Тоа е интересно тоа што сме различни сите. Али не треба да се ограничуваме, знаеш, као сега јас сум со овој, па ти не прави со тој, не, ја не сум у тој филм, значи јас сум онака, ако сум со тебе добар, не ми смета ако си ти добар со некој што со мене не е добар или тоа, не сум у тој фазон, као не се дружам со тебе, пошто ти си со него близок. Да, тоа ми беше и прашањето, пошто врати бе, биди човек, врати, не ќам со тебе да снимам, боле кажи ми искрено, него сега да ми правиш филмови, свештам. Да, не бе окей, вака да ме лажеш дека е добро тоа што го правам, а не го мислиш тоа. Кажи си искрено, мене за тоа уствари многу луѓе не ме почитуваат, пошто им кажувам, брат, се многу искрено, многу сум искрен и не можам стварно тоа да го кријам, да ги лажам за да им биде убаво, не постои тоа кај мене. Јас сум исто таков и многу исто сум имал ситуации кај што не знам ми се наљутили другари и пријатели едно друго за тоа што си им кажал мислење. Али сматрам од друга страна дека тоа ќе ги натера да еволуираат малце, знаеш. Да. Што ако му кажеш на некој добро е тоа што го правиш, а стварно не е добро, значи не му мислиш добро, значи го лажеш. Не сакаш да го видиш да биде подобар, знаеш. Јас сакам критика кога некој ќе ми каже тоа не ти е добро, вака, али конструктивна критика да биде, знаеш. Критики од тип као за курнете био и такви работи, тоа не почитувам, брат. Сматрам дека секој еден што е артист, музичар, небитно сликар, било што, не е кул да кажеш за некој така да се изразиш, знаеш. Мислам и општо луѓето тоа е глупо ако некој те вреѓа на таков начин. Можеш да кажеш не е мој стил, не го слушам тоа, али окей, дечкото се потрудил, направил свака му час, се труди, работи нон-стоп, знаеш. Така е. Не, оние коментарите ми се јаки, например на Facebook, мислам, рандом луѓе, сум немал до сега хейт коментари, мислам, сум имал, ама у задње време немам и еден ми пиша, ај не сери, сејаш? Да. И ја не серам више 3 дена, брат.
Чекам да ми каже кога да идам у WC. Не, види, нека има хейт коментари. Хейт коментарите да. го креваат хајпот. Точно. И треба да има и хейт коментари, и добри коментари, све нека има. Баш кога нема хейт коментари, треба да се запрашеш, пошто нешто не правиш кој што треба, значи. Да. Обично хейт коментарите идат кога правиш нешто добро, кога ти е супер проектот, кога има за што да им биде изборат, криво и да. да кажат нешто, знаеш. А имаш ли ти доста хейт коментари? Па сум имал порано и да ти кажам, на почетокот не ми било седно, онака сум читал и, знаеш, се ставаш у ситуација да размислуваш зошто некој има потреба тоа да го напише. Да. Ама од друга страна, размислуваш и викаш, па тие луѓе што пишуваат такви глупости и онаа у крајносот, тоа се тотално некои несрекни луѓе, неостварени, знаеш, нереализирани. Да бе, немаат што попаметно да прават и Буквално, си пишуваат на да, свет. и пишуваат. Имав еден момент сега на Facebook, вика, еден од тоа порака ми пишал, вика, брат, јас све живо и диво хейтам, вика. Јас сум хейтер најголем, ама вика, ова што ти го видов постов, вика, и кога ги видов, кога ги прочитав коментарите, вика, бе, стварно си управо така што си пишал. Да. Вика, сега те поштувам, значи, ми станал фан од хейтер. Да, тоа пак може би лесно да се смени, брзо. Да, ама тоа е пак, свеста треба да работи. Дали мислиш дека се разликуваш, дека по нешто се двоиш, брат, од другиве луѓе, што се не само артисти, општо луѓе? Па да, нормално. Дали си дека различен? брат. Многу сум различен, затоа што си фурам јас свој фазон, не ме занима буквално никој друг од фазонот као да бидам као некој. Сакам да бидам оригинален, уживам у тоа што Сакаш да го правам. бидеш свој. Сакам да бидам свој, знам дека сум свој затоа што имам пријатели и другари што ме ценат за тоа што сум. А многу луѓе се плашат да бидат свој и функционираат така како што ќе кажат другите сегаш, за да им бидат да се прилагодат Да, на па нив. затоа што И тоа ги прави да бидат фейк. трафиме да не бидат отфрлени, знаеш. Да. Да не бидат отфрлени. Ја немам таков комплекс, нити сум бил у тој фазон некад. Ја баш напротив, намерно идам у крајност некад онаа затоа што уживам, брат. Уживам у тоа што го правам и едноставно не ми е гајле кој што мисли, значи кој што збори. Да, кој Ако за мене е тоа окей и сметам дека тоа што го правам е супер, брат, ако не ти се свига, не гледај, Да, имаш имаш опција и блок, блок, unfollow, значи затвори очи, не слушај. Ја у последно време сега кога ќе прочитам, имав некои коментари пак за некои песни, едно друго. И сега почнав да им враќам, па што не напишеш ти, па што не направиш тоа, па ова, па знаеш, не од фазон као од нервоза, него па направи го ако си толку паметен, Да, така? бе, направи ти нешто. Ајде направи, извади ти еден проект па да видиме што ти ќе направиш, па да ти коментираме ние, ајде. Да, не само куцај, ти не си нормално. направил ништо, а делиш памет или судиш на Нормално. другите. Не си ти тој што треба да суди. Јас Јас сум ни ја тој што треба да суди. Да. Се знае кој суди, еден е. И тоа Јас е сум у фазон, брат, поштовам поише човек што продава пуканки и сончоглед на улица од некој што не прави ништо, а се мисли дека знае и за сите знае да даде совет, да се направи паметен или да искоментира нешто. Ама има многу такви Не експерти. коментирај. Да, не коментирај, ако немаш ништо паметно што да кажеш, боле затни си ја устата, боле ништо да не кажеш отколку да кажеш нешто што не треба. Да, па ја тоа викам, кога ќутиш си попаметен, брат, кога тие луѓето што знаат се, што се експерти на секоја тема се, не знам, као сака ги лечат комплексите Не се на окей, тој, брат, не се на тој окей, начин. фали нешто. Да, и тоа Знаеш, тоа не ме можеш прави. ти за се да знаеш и за се сегде да бидеш прв, ти да бидеш најпаметен од сите и така натаму. Дефинитивно. Не знам, тоа се за мене, брат, онака недоволно едуцирани луѓе, недоволно еволуирали, знаеш, не се може и не се пронашле себе си, може и не работат доволно на себе си за да, знаеш, да сватат преголемо его, значи, знаеш, окей да имаш его и да се цениш себе си, ама не е окей да мислиш дека си најпаметен од сите, знаеш. Што ако мислиш дека си најпаметен од сите, не можеш да фактички не ги ни слушаш другите луѓе што ти зборат или што сакаат да ти кажат. Значи не си спремен да примиш совет и да еволуираш како карактер да напреднеш. Тачно.
Кажи ми, брат, што правиме ново? Нешто имаше, нешто се крчка, сега затоа и си тука во Македонија. Да, па ново има цело време, брат. Албумот што го извадив Мелани, Евровизија, сега има спотови што спремаме, значи за неколку песни више се спотовите спремни, треба само да ги пуштиме. Спремаме исто и други песни, соработки спремаме, имам у Германија соработка со еден рапер исто во Италија. На германски? Да, на германски и на македонски. Ама ти си пееш на твое, Јас на сум наш на македонски, јазик, да, он на германски, Да. али поише сум фокусиран на тој европскиот пазар, не знам, некако луѓето се поопен за соработки, се онака, Полаваат. знаеш, да, нема хейтање, нема его, нема ова, нема она, знаеш. Супер е, знаеш, кога ќе се споиш со некој, онака те респектира, го респектираш, има вајб, бум, се дешава Да, соработка, интересно и убаво, зашто не? Јас сметам дека тоа што го правиме е уникатно, пошто доаѓам од Париз, брат, правам на македонски музика, ама носам европски звук, споен сум со италијанци, со французи, со германци, значи од кај нас никој тоа не го прави. А има ли флекс малце од твоите песни? Нормално дека има, брат. Флекс секад имало и ќе има флекс А за тоа што... пали ли тоа кај народот, брат? Па знам дека пали, брат, пали, зашто? да. Зашто не пали? Доста. Пали, нормално дека пали, она, сите сакаат да видат, знаеш. Океј ми е мене да збориш, да Ама имаш го тема. живееш ти тој живот или... Да, мислам, да, Као јас што е баш на спотовите, као што е баш Буквално, се. брат. Пошто има некој, например, знаеш и ти, Да, дека не го живеа тоа, него чисто за пред публика Па се има брои и се има прави. многу и треба да бидат поискрени спрема себе. Јас сите мои текстови и песни што ми се искрени, брат, од срце. Сега не мора да значи дека у моментот баш тоа го живеам, али сум преживеал многу. Да, И сум и сигурно. горд на себе што сум денеска тука кај што сум, пошто сум можел да завршам многу лошо. Денес си Сум у бил у кола кај лоши, мене. да, али сум бил со били лоши кругови, со лоши Да, луѓе и- и знаеш, онака И си се издигнал. да, кога ќе се издигнеш од некој од улица, да ти кажам, значи со нула, што викам ја на еден мој другар, му викам од нула до Ефелова кула. Да, е, брат. Значи јас сум горд на себе и на тоа што постанам и сакам за моите деца, брат, да бидам пример за некој што направил нешто и се снашол и утре да кажат браво, значи Кога ќе се издигнеш така, после тешко и да те бутнат, брат, само довербата е, знаеш кој си, што се знаеш, што правиш, брат. дефинитивно, дефинитивно. Јас сум онака имам фул самодоверба и не ми пречи кога некој не знаеш ме оспорува или е против мене и тоа. Да, Мене тоа ми е покажува окей. за него, не покажува за али тебе. имам многу луѓе што се со мене, брат, и што ме почитуваат, што респектираат, значи Нормално. тоа исто покажува. Само И- не се голем круг како оние фейкерите. Не, кругот е мал, брат, кругот е тесен и така сакам да биде со тек на време, знаеш како созреваш. Како созреваш, брат. Се сакаш да ти биде кругот се потесен и знаеш твои да одбрани бидат оние луѓе. вистинските тука околу тебе. Да, Што кога ќе дефинитивно. излезат да не зборат, да не јадат бубрези за тебе, него да кажуваат све. Не да кажуваат, него реалноста да ја Реалноста, кажуваат. да, доволно е да кажат, доволно е да не лажат, брат, Да да, не кажат лажат, тоа да. што Што си е. и што го гледа. Да, буквално. Али сепак фамилијата на прво место, брат. Јас сматрам Дефинитивно. дека најдобри пријатели ти се твоите од дома, мајка, татко, брат, сестра, фамилија. Фамилијата. Тоа е приорити, брат. Све друго е окей, и другари и све, али фамилијата е на прво место, па после па се све друго. друго. Да. Брату, ние со оглед на времето, ја сакав да траат овие, пошто се више летен период, иде само по 20 минути да трае и интерес на гледачите, сам да ти се заблагодарам што беше дел од мојот подкаст. Каркаст, устари, извини. И сам да ти дадам еден подарок од моите спонзори, брат, Алфи Техно Центар, мислам дека добро ќе ти дое ова за у Франција. Фала брат. ти, брату. Ќе си правиш чајче, мајче, мислам дека таму Фала ти, топ. пијат чај. Да, супер. Мислам дека Јас си ќе ти пијам чај, исто излезе ќе у си правам, сусрет тоа. Фала ти многу, брат, за подарокот, баш ми изненади се, не бев спремен. Не беше Не ти се. донесов ништа, да, од моја Еј, од страна. Франција барем магнетче, Ај, едно знаеш што, ти ми текна да му следен мајка. пат. Па, може и парфемче, брат. Или Франција е парфемче, позната да. по парфемите, И да. тоа што викаш, да. Фала ти тебе што ме покани и мило ми беше, брат, ти посакувам успех со твојата емисија и со се што правиш. Фала ти многу. Почит за тебе, знаеш дека Респект. од почетокот на Максимум. мојата кариера си ме поддржувал у се што правам и си те почитувам за тоа што си оригинален и тоа што си. Што сум пред реален. се. Да. Фала ти, Запратете че. го, дечки, Бомбакис.
лајкнете, коментирајте, ако сакате и хейт коментар удрете, нема да ви зажалите. се нервираме, да. Имате право буквално што сакате да ставите. Значи и добар коментар и лош се важи. Да, се Поздрав. Евровизија, слушајте македонска музика и поддржувајте македонска музика, ама стварно, не само да зборувате така. Тачно, да биде како што треба. Да. А иначе го запративте на почеток, ви имамо ставено Starboy, запратите го човекот, добар е, нормален е, реален е, затоа и го почитувам, затоа и е тука и дел од Каркастот. А вие уживајте у наредната епизода што следува, а тука лайк, шер, субскрайб, знаете како иде тоа. Имајте убава вечер. Чао. Гледаме, пис.